1 километар пруга ќе чини 24 милиони евра. Ќе поминува среде Крива Паланка и ќе треба да се рушат куќи и да се иселуваат жители, а при тоа ќе завршува во тунел на границата со Бугарија, кој се уште не се знае дали источниот сосед на негова територија ќе го изгради. Ова го предвидува проектот за изградба на коридор 8 од железничката инфраструктура кон исток фаза 3, наведе новиот министер за транспорт и врски Александар Николовски. Според него рокот за доставување понуди кој истекува денеска е така поставен од претходната влада на СДСМ и ДУИ со цел да не може новите власти да преземат мерки и да го поништат. Во вчерашниот извештај на Државниот завод за ревизија беше наведено дека според билатералниот договор меѓу ЕУ и земјава, првично планираната сума за железницата била 340 милиони евра, но е зголема на 560 милиони. До денес се поднесуваат понуди за најскапата пруга во светот, која што треба да помине низ цел еден град и која што завршува во тунел кој што не води никаде. Би сакал да ги повикам и меѓународните кредитори, кои што овозможуваат средства за изградба на овој проект, како и оние кои што даваат грантови, сериозно да седнеме и да размислиме дали ова начинот да се трошат овие пари. Тој го повика обвинителството да истражи работата на Македонски железници инфраструктура, но и на јавното претпријатие за државни патишта, поради преци изградбата на автопатот Кичево-Охрид, бидејќи нема одговори зошто сумата за изградба скокнала за 170 милиони евра и не е изграден се уште, како и за автопатот кон Блаце за кој се планира километар да чини 20 милиони евра. Николовски најави дека по смена на директорот на државни патишта договорот со Бехтел Јенка за изградба на коридор 8 и коридор 10Д во должина од 108 километри ќе биде декласифициран. За постигнување на договорот беше донесен специјален закон, а ревизијата не можеше да ја потврди проценетата вредност од 1,3 милиарди евра и беше нотирано одстапување од планираната динамика за градба. Исплатени се веќе 250 милиони евра, тоа е јавно познат податок до изведувачот. Неодговорно е да се раскине договор на веќе исплатена огромна сума на средства, затоа што тоа се изгубени средства. Тоа што е одговорно е да се седне да се разговара колку најмногу километри автопат може да се добијат за оваа рамковна сума која што е поставена таму. Николовски при тоа се пожали дека директорите на железници и на патишта не сакаат да си дадат оставка и ќе види владата какви мерки ќе се преземат, а за тоа кои имиња ќе ги наследат, ќе одлучуваат сите коалициони партнери.